Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Заврши средбата на лидерите на групата 20 во Сеул и председателот Обама замина за Јапонија. За резултатите од самитот, ако може да се каже дека има резултати, на почетокот на емисијата. Американскиот председател Барак Обама вели дека лидерите на групата 20 во Сеул се согласиле да продолжат да го движат светот кон одржлив и урамнотежен растеж, иако остана многу работа да биде завршена за да се надминат разликите во трговски и прашања врзани со валутите. Обама на новинарите им кажа дека кинеската валута останува подценета, што ги иритира САД и другите трговски партнери. Американскиот председател замина од самитот без обезбедување на договор за слободна трговија со Јужна Кореја. Поранешниот пакистански председател Первез Мушараф ја бранеше улогата на неговата држава во соседен Авганистан. Во интервју за Гласот на Америка тој вчера ги отфрли обвинувањата дека разузнавачката агенција на Пакистан го поддржува Талебан. Мушараф инаку дојде на власт со пуч во 1999 и си даде оставка во 2008 заради закана дека ќе биде отповикан, а планира повторно да се кандидира за председател во 2013. Председателот на САД вели дека е определен да ги направи трајни намалувањата на даноците на приходи за американците со средни примања. Тој за ова зборуваше далеку од дома, останувајќи блиску до грижите на средната класа на САД, за која кажа дека има потреба од олеснување во плаќањето даноци, зашто платите опаѓаат со години. Но тој исто така сака да прекине олеснување на даночните обврски за најбогатите американци, усвоени под председателот Буш. Нови правила за карго пратки во САД. Очекувана новина по откриените терористички обиди за испраќање поштенски бомби од Јемен. Сега се практикува зголемено обезбедување и проверки на националните аеродроми, пристаништа и гранични премини, но стручњаците велат ни оддалеку доволно во светлина на заканите на денешницата. Стручњаците за тероризам велат дека неодамнешниот заговор за бомбашки напад на карго авиони кои летаа кон Соединетите Американски држави можело да нанесе голема штета на светската економија. Брет Гарет е поранешен агент на FBI. Карго авион да падне заради бомба може буквално да значи затворање на товарниот сообраќај во светот. Владата вели дека милиарди метрички тони на карго пристигнува со авион во Соединетите Американски држави секоја година, но само мал дел од него минува низ скенери. Ова е стручњак за домашна безбедност, Чарлс Слипјан. Слушам дека 90% од тој товар не се проверува, барем во смисло да се востанови што има во контейнерите. Членот на представничкиот дом во Конгресот, Ед Марки, силно се залага за донесување на закон за 100% скенирање на домашен американски карго на патнички авиони. Ал-Каида сака да урне авион. Ако нашата безбедност е слаба зашто тоа е скапо, на Ал-Каида и даваме простор да почне да прави заговор. Аналитичарот за контратероризам Бенет Вотерс вели дека минатомесечниот случај со експлозиви во карго јасно ги покажува слабостите во оваа индустрија во цел свет. Аналитичарите се согласни дека владата би требало да усвои воедначени мерки за скенирање како оние на националните пристаништа и на американските копнени гранични премини. Овде, во САД, цариниците и агентите за гранична заштита ги проверуваат испратниците да утврдат која пратка треба подобро да биде испитана пред да влезе во земјата. Геко. Тоа мало фасцинантно суштество, мајстор за камуфлирање со лепливи прсти, со многу бои и продорни очи. За тоа ќе зборуваме на крајот на нашава емисија. А поводот? Патувачка изложба од Пенсилванија што минува низ Вашингтон. И само видеото да го гледате вреди, но е и приказната. Геко е вид на гуштер и го има во многу бои, форми и големини. Колин Вокер е чувар во зоолошка градина и одговорен за овие суштества додека се во Националниот географски музеј во Вашингтон. Замислете, гековците дури изборуваат, како овој од Југоисточна Азија.
и не се секогаш пријателски расположени. He really would love to get a hold of my finger right now. Навистина сака да ме гризне. Има многу мали зъби, но остри. И кога ќе загризе, не пушта. На изложбата има 90 живи гековци, што представуваат 18 видови. Ова е најголемиот геко на светот. Доаѓа од островот Нова Каледонија. Една од најфасцинантните особини на геко е што кај некои видови женката сама се репродуцира. Во тој случај, женката си прави совршен клон од себе. И некои живеат неколку децени. Како овој леопард геко, живее од 25 до 40 години. Некои е многу тешко да ги забележите. Особено овој геко со опаш како лист од Мадагаскар. Овој джиновски геко комотно спие со шепите закачани над зидот на стаклениот кафес. А еве како тие прсти изгледаат одблизу. Очите се посебна приказна. Видот им е 300 пати подобар отколку кај човекот. Ноќе е посебно. Нивниот вид е неспоредлив со другите влекачи. А јадат инсекти и комарци. Овој пустински геко овде чува екстра храна и вода. Со недели може да не јаде. Во интерактивниот дел на изложбата може да се истражуваат звуците што тие ги прават. Постојат над 1250 видови на овие геко гуштари, но со губење на природното живеалиште, многу од нив ќе изумрат пред да бидат идентификувани. Блузот во Америка се уште добро се држи, но музичарите кои се звезди во овој музички жанр стареат. Кој ќе понесе традицијата? Гледајте во понеделник. Во понеделник во Newsflash, училиште за блуз во Мисисипи Делта. Учители, блуз музичари во нивните 90-ти. Гледајте во Newsflash во понеделник. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за повеќе информации појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд.